Уште една прекрасна Бирекол утакмица, неизвестна, меѓутоа и противникот беше еден од поозбилните Бирекол. Повторно ќе речам, спортската сала Билјанин Извори е неосвојива тврдина за никого. Така беше и на денешниот надпревар. Господин Антоновски, како го видовте надпреварот? Едноставно. Рака Радовиш е една Бирекол суперлигашна екипа. Јас со некои играчи од Радовиш и сум играл против нив, кои играа во Суперлига, така се види дека имате неискусна, квалитетна екипа, што се бореше до денеска за влез во бараж или во прво место, меѓутоа денес ги отпишавме и нив. Тежок надпревар со една квалитетна екипа, можда во второто полувреме не ни одеше нападот како што треба, меѓутоа нашите деца изгореа на паркетот, го дадоа максимумот и успеа да извојуваат победа. Не сум задоволен од судиската двојка од Битола, која на секој начин сакаше да го направи надпреварот интересен до крај, ги враќаше гостите од мртви, имаше некои одлуки кои беа во најмала рака сумниви, меѓутоа и покрај тоа успеавме да победиме. По Сезда и понатака тврдината нема никој да освои спортската сала Билјанин Извори. Сега веќе утре имаме ден слободен, а веќе петок тактички се спремаме за Струга. Тоа го напоменев повеќе пати. Струга не е истата екипа од есента, исклучиво за нашиот надпревар вратија 6 до 7 играчи. Значи тука мислам дека и Струмица има вмешано прст, меѓутоа тоа не се докажува никако. И пак ќе речам и 100 пати реков последниве месец дена. Победата на Струга над Охрид нема да се радува Струга, него ќе се радува Струмица. И уште нешто ќе кажам. Дали е подобро суперлигашки ракомет граѓаните на Охрид и на Струга како езерски градови да гледаат суперлигашки ракомет во Охрид или во Струга некои други години, или додат да гледаат во Штип или во Струмица? Без разлика на тие појачања, јас се надам дека и во Струга ќе извојувате. Гледате дека децата гинат на терен, јас и да изгубат 100 разлика, нив не ги оставам до крајот на сезоната. Така, благодарам и посакувам многу успех и на надпреварот во Струга. И се надевам следниот надпревар што е со еден најквалитетен противник во лигата со Струмица, спортската сала Билјанин Извори ќе биде исполнета до последното место, децата ќе дадат максимумот, ако загубиме ќе му пружиме рака на противник. Нека си мислат сите тие што треба да играат против Охрид, бидејќи Охрид докажа дека може да победи многу пореномирани противници од овие што се сега. Само ќе речам дека овие деца со 20 повредени играчи ние на купна преварот со Пролет, кој е Пролет трето место во Суперлига, изгубивме само 6 разлики. Доволно да кажам колку напредуваат децата. Антоновски, уште еднаш честитки и многу успех понатаму. Благодарам ви, очекувам голем број следниот надпревар.